На 2 недели пред стартот на уписите, средните училишта во мртва трка, сите за себе сакаат повеќе ученици. За да ги пополнат сите места, организираа промотивни настани и отворени денови на кои ги кажуваа условите и предностите. Има ред, дисциплина, имаме знаење, имаме визија за тоа што понатаму може да продолжат после завршувањето на средношколското образование. Ова образование, кое што после втора година е општествено-хуманистичко или природно-математичко подрачје, им отвара широк спектар за тоа што би можеле да се запишат како идни академски граѓани. Освен гимназиско, идните средношколци во Штип може да изберат и стручно образование. Ние ќе распишеме во 4 струки, тоа е медицинска сестра, забен техничар, фармацеутски техничар и физиотерапевски техничар. Смерови кои постојат во текстилното училиште се конфекцијски компјутерски оператор, конфекцијски техничар, техничар за обувки, текстилен техничар и конфекционер, 3-годишно образование кое е со реформирано. На пополнување на паралелките се надеваат и од Берово, каде освен гимназиско има и стручно образование. Стручните се угостителско-туристичка струка со профил од хотелско-туристички техничар и текстилно-кожарската струка со профил од конфекцијски техничар. Тие се со 4 годишно, со 3 годишно имаме од угостителско-туристичката келнер и од текстилно-кожарската струка имаме текстилен конфекционер. Во Кочени пак, Соу Ѓошо Викентиев се надева да пополни 406 места. Поради преземената мерка од страна на Министерството за образование и наука во гимназиските паралелки и во економските да не се намалуваат бодовите во првиот уписен рок. Оттаму очекуваме дека учениците кои имат послаб успех дека ќе бидат запишени во нашето училиште. А во Виница од годинава се воведува и нова струка од областа на сообраќајот. Се отвора од причина, односно од потреба или согледани потреби на локалната заедница да доаѓа до промена на образовните профили, односно да не доаѓа до создавање на образовани кадри само од еден профил кој што ќе бидат премногу бројни, а ќе има недостиг од друг кадар. Ова се понудите на училиштата, но дел од учениците веќе имаат своја визија каде сакаат да го продолжат образованието. Јас по завршувањето на моето основно училиште планирам да се запишам во медицинското училиште во Штип, бидејќи уште од малечка сонував да се запишам на медицина и еве сега желбата можам да се остварам. После завршувањето на моето основно училиште, како сега што се наоѓам на една раскрсница, ја моето образование ќе го продолжам во така нареченото приватното училиште Сабок. Кој училиште, колку паралелки ќе пополни ќе се знае откако ќе завршат уписите. Првиот рок е на 22 и 23 месецов. Сепак, секоја година постои огромна разлика помеѓу завршените основци и плановите на средните училишта. Резултатот е формирање паралелки со помал број на ученици од законски предвидениот.